Благодарам. Почитуван господине Заев, не бидете толку нервозен и немојте да им замерувате на луѓето што се смеат, заради тоа што се смеат согласно содржината што се кажува од говорницата. Не им замерувајте за тоа. Кажавте секако што кажавте, еве да речеме од некоја претпоставка дека со вас се согласува. Тогаш зашто не можеме да бидеме членови на Европската унија? Заради тоа што Бугарија ни става вето. А Бугарија ни става вето заради тоа што не го почитуваме договорот кој што вие сте го потпишале. Така говори логиката. Ми одговоривте на сите прашања, ама не ми одговоривте на тоа што ве прашав. Господине Заев, вие ги изважавте граѓаните, затоа што им ветувавте Европска Македонија, а им нудите некаков мал Шенген кој што фаќа само 3 држави. Сакам да знаете една работа, дека нема тука дилема. И вие сами знаете дека во почетокот на 90-тите години ВМРО-ДПМН не беше првата партија која што повикуваше на приклучување на овие институции. Тоа е така до ден денес. Македонија им припаѓа на тие институции, но проблемот е уште посуштински. Во Европската унија, господине Заев, бараат честни и доблесни работници, бараат реформатори и бараат честити луѓе, а не бараат луѓе кои што се на 111-тото место на Transparency International, не бараат луѓе каде што седе пачето кажува дека се корумпирани, дека корупција има во највисоките ешелони на власта. Нема потреба од нервоза кога ве потсетив на изјавите кои што вие сте ги дале. Таа фамозна селфи слика во авионот каде што се соопшти дека имаме датум, стои јуни 2019 година, од оваа говорница ги повторивте истите зборови. Се свртевте кон нас и кажавте може да ви е криво колку сакате, ама датум има. Комплетно истите зборови. Каде е датумот? Ја само тоа го прашав. Понатаму, проблемот со Бугарија го немаше. Проблемот со Бугарија го создадовте вие со вашиот авантуристички начин на преговарање. Па дават изјава повеќе економија, помалку историја. Па господине Заев, во тој договор има најмалку економија. Бугарија вас не ви става вето заради тоа што им ги крадете инвеститорите или правите повеќе индустријски зони од нив, туку ви става вето за тоа кој што таму сте го ветеле, за тоа што наутро кажувате едно, а навечер кажувате друго, господине Заев. И на крај, да не се разбереме погрешно, за Европската унија нема алтернатива. Ниту за ВМРО-ДПМН, ниту за мене како човек, ниту за било кој друг граѓанин во оваа држава. Македонскиот народ има право да живее во обединета Македонија, во обединета Европа. А таму ќе стигнеме само ако работиме, ако сме честни и ако си стоиме на својот национален идентитет. Таму нема да стигнеме ако крадеме, ако лажеме, ако не сме честни и ако го продаваме тоа што е национален идентитет на секој кој што ќе го побара тоа од нас за негови лични интереси. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.